Почитувани членови на Советот на Општина Велес, почитуван градоначалник, почитувани представници на Општинската администрација, констатирам дека во салата на Советот на Општина Велес се присутни 21 член на Советот, со што Советот има кворум за работа и може полноправно да заседава и да одлучува. Со оглед на тоа ја отварам денешната 51 седница на Советот на Општина Велес, за која седница пред да го усвоиме дневниот ред, ќе отварам расправа по однос на записникот од предходно одржаната 50-та седница на Советот на Општина Велес, кој што записник заедно со материјалите за работа за денешниот дневен ред беше доставен до членовите на Советот, заедно и со решението за свикување на седницата. Дали некој бара збор има барање, односно предлог за измена на така изготвениот записник? Доколку не, ја затварам расправата и предлагам да го усвоиме записникот од 50-та седница на Советот на Општина Велес. Како што кажав, 21 присутен член на Советот, кој е за? 21 глас за. Констатирам дека Советот на Општина Велес едногласно го усвои записникот од претходно одржаната 50-та седница на Советот. Преминуваме на усвојување на дневниот ред за денешната седница. Дневниот ред, односно предлог дневниот ред кој што беше доставен заедно со решението за свикување на седницата беше со 9 точки, предложени точки. Точка 1 советнички прашања. Точка 2 предлог одлука за управување со отпадна електрична и електронска опрема од домаќинствата на територијата на Општина Велес. Точка 3 предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за определување на имиња на улиците во урбана единица 1, урбан блок 1, Езеро Младост во катастарска општина Башино село. Точка 4 предлог план за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи. Точка 5 предлог програма за енергетска ефикасност за периодот 2016-2018 година. Точка 6 предлог решение за давање согласност на правилникот за внатрешна организација на работните места во општинската јавна установа Детска градинка Димче Мирчев Велес. Точка 7 предлог решение за давање согласност на правилникот за систематизација на работните места во општинската јавна установа Детска градинка Димче Мирчев Велес. Точка 8 предлог решение за давање согласност на статутарна одлука за дополнување на статутот на јавното комунално предпријатие Дервен Велес. Точка 9 информација за работата на полициската станица Велес за 2015 година. Пред да отварам расправа по предложениот дневен ред и да побарам доколку некој од колегите членови на Советот има предлог за изменување или дополнување на дневниот ред, би сакал да ги запознам членовите на Советот со барањето кое што во текот на денешниот ден пред почетокот на денешната седница беше доставено до мене како претседател на Советот на општината од страна на директорот на Детската градинка Димче Мирчев Велес, со кое барање се бара повлекување, односно симнување од дневен ред на двете точки кои што се однесуваат на градинката со образложение за направени технички пропусти во изготвувањето на материјалот. Станува збор за точката предлог решение за давање согласност за правилникот за внатрешна организација на работните места во општинската јавна установа Детска градинка Димче Мирчев Велес. И наредната точка предлог решение за давање согласност за правилникот за систематизација на работни места во општинската јавна установа Детска градинка Димче Мирчев Велес. Со оглед на ова барање и со оглед на тоа дека и комисиите ги симнале од дневен ред врз основа на ова барање, како што бев информиран од службите и од членовите на Советот овие точки, точката предлог решение за давање согласност на правилникот за внатрешна организација на работните места во општинската јавна установа Детска градинка Димче Мирчев Велес и точката 7 предлог решение за давање согласност на правилникот за систематизација на работните места во општинската јавна установа Детска градинка Димче Мирчев Велес, како официјален предлагач ги симнувам од дневен ред за оваа седница. Дали некој бара збор и има предлог за измена и дополнување и во однос на другите точки? Доколку не, ја затварам расправата и предлагам да го усвоиме дневниот ред за 51-та седница на Советот на Општина Велес.
со следен редослед. Точка 1 советнички прашања, точка 2 предлог одлука за управување со отпадна електрична и електронска опрема од домаќинствата на територијата на општина Велес. Точка 3 предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за определување на имиња на улиците во урбана единица 1, урбан блок 1, Езеро Младост во катастарска општина Башино село. Точка 4 предлог план за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи. Точка 5 предлог програма за енергетска ефикасност за период 2016-2018. Точка 6 предлог решение за давање согласност на статутарна одлука за дополнување на статутот на јавното комунално предпријатие Дервен Велес и точка 7 информација за работата на полициската станица Велес за 2015 година. Кој е за вака предложение дневен ред? 21 присутен член на Советот. 21 глас за. Констатирам дека Советот на општина Велес едногласно го усвои дневниот ред за работа по 51-та седница на Советот на општината. Преминуваме на расправа по точките од дневниот ред. Првата точка советнички прашања. Пред да поставиме нови советнички прашања до градоначалникот на општина Велес, би ги замолил колегите советници да околку некој има неодговорено, пропуштено или нецелосно одговорено, предходно поставено прашање да се јави за збор и да информира околу таквата состојба. Павлов, повелете. Погледнавте пред првата точка и на крака. Со оглед на актуелните случувања во Република Македонија, советничката група на Сојузот на иднината смета дека Советот на општина Велес како репрезентативно тело на општина Велес и на нејзините граѓани не смее да остане надвор од овие случувања и како нем наблюдувач. Советничката група на Сојузот за иднината во своето досегашно делување секогаш се залагала за доследно почитување на уставот и законите и секогаш укажувала на кршење на истите, затоа сметаме дека и сега треба да искажеме својот став во однос на новонастанатата ситуација. Советничката група на Сојузот за иднината дава целосна поддршка на граѓанските организации кои бараат почитување на уставот и законите, односно секој оној кој што се огрешил пред законот да мора да одговара за своите дела. За таа цел советничката група на Сојузот за иднината се приклучува кон мирните протести се до исполнување на условите кои се бараат, односно почитување на уставот и законите. Во знак на протест, советничката група на Сојузот за иднината по денешните точки на дневниот ред нема да се произнесе. За понатамошните действија на советничката група на Сојузот за иднината ќе бидете благовремено известени. Благодарам. Благодарам. Како председател на Советот должен сум да окажам и својот став, но должен сум да се грижам за почитувањето на процедурата и да се грижам за дигнитетот на Советот. Во тој контекст ќе кажам дека вашето процедурално барање во целост, од збор до збор, од буква до буква ја промаши процедурата. Го почитувам вашиот став. Не реагирав да го оспорам вашето барање за изјаснување на вашиот став, но сметам дека навистина Советот на општина Велес со ништо нема потреба од вклучување во постапки кои што ќе значат повеќе театарски представи, постапки кои што ќе значат улична демократија или слично. Советот во нити еден момент, Советот на општина Велес, во нити еден момент не оставил простор, нити вие со вашето однесување како опозиција, нити мнозинството, нити градоначалникот не оставил простор за изразување на ваков начин на форма на протест. Дополнително, сметам дека овој ваш став многу посоодветно, подостоинствено и со поголема почит кон Советот на општина Велес, кон институцијата која што како советници ја представувате, ќе беше изразен на пресконференција наместо вака одговорница на седница на Совет. Побаравте процедурално, но ниту една од точките на дневниот ред не зборува за актуелната политичка ситуација, ниту било каде во деловникот за работа е предвидено изразување од говорницата на став по однос на протести и слично.
образложението кое што го дадовте за политичката криза, за сомнежите за криминал и слично, ништо од тоа не се однесува на оваа општина и ништо од тоа не се однесува на Советот на општина Велес. Тоа што се однесува за денешната седница на Советот на општина Велес се точките на дневниот ред, со кои што точки се надеваме колку толку да излеземе уште еден чекор понатаму во пресред на барањата и потребите на граѓаните на општина Велес. Тоа е тоа за што сме ние овде. Останатите политички ставови, кои што секако нормално е да ги имаме и ние од наша страна како представници на една политичка опција и вие од ваша страна како политички на друга политичка опција, би ве замолил, пак ќе потенцирам, заради почитување на деловникот, на нашата обврска зошто сме овде дојдени и на очекувањата кои што ценам дека ги имаат граѓаните од нас со оглед на функцијата за која што не избрале, очекувам да го работиме тоа за што не гласале, односно да работиме по точките од дневниот ред и да ја почитуваме процедурата така како што ни налага деловникот. Знам дека изјава во холот или во прес-центарот или пресконференција во вашата политичка партија нема да има таков ефект како што има ова што го направивте сега, но искрено и најдобронамерно ќе потенцирам уште еднаш, сметам дека тоа е непотребно и погрешно. И би замолил да продолжиме да работиме со точките од дневен ред. А да се извинам што не сум го забележал кревањето на рака претходно. Никој не се јави дека има советничко прашање неодговорено, така? Во тој случај сега не знам од кај застанавме минатиот. Мислам дека од десна страна треба да почнеме овој пат. Коларов, повелете. Благодарам, председателе. Јас во оваа прилика се откажувам од правото да поставам советнички прашања, зошто пишува на мојата мајчка. Благодарам. Благодарам. Благодарам, председателе. Овој пат и јас немам советничко прашање со истата цел. Благодарам. Домазетов. Благодарам, председателе. Се придружувам јас кон останатите колеги. Мишева, повелете. Благодарам, председателе. Овој пат и јас нема да поставам советничко прашање. Ви благодарам. Благодарам. Гајдов. И јас го почитувам ставот на мојата советничка група, овој пат ќе абстенираме поставување на советничко прашање. Благодарам. Павлов. Благодарам, председателе. Исто така јас ќе абстенирам од поднесување на советнички прашања. Причината ја образложив пред малку. Благодарам. Маслак. Благодарам, председател. Јас од иста причина немам советнички прашања, подружувам групата. СДСМ и коалицијата. Благодарам. Најдова. Исто како моите колеги, јас откажувам од правото на поставување советнички прашања. Благодарам. Ивановски. Благодарам, председателе. Ќе ја почитувам одлуката на советничката група. Благодарам. Саздов. Благодарам, председателе. Ја ќе ја почитувам волјата на граѓаните кои ги представувам и ќе поставам советничко прашање во интерес на граѓаните. Имено градоначалниче, граѓаните бараат и прашуваат од улицата Кузмо Јосифов на спојот со Киро Зафиров, тоа е на Теќето. Местото каде што јас живеам, значи има неколку руинирани гражи, од кои едната е во вистински катастрофална состојба и деца како деца си играат, се качуваат и на вистина може да стане една непријатна ситуација и уште еднаш замолувам од името на граѓаните и од моје лично име, исто и јас би се чувствувал многу непријатно, секако и сите советници, тука што се грижиме за потребите на граѓаните, дека никој не би сакал да стане некој немил настан и од тој аспект замолувам уште еднаш колку е возможно и како е возможно тоа да се изрегулира или да се реши. Благодарам. Само ве молам писмено, устно одговорите. Писмено. Благодарам. Трајкова, повелете. Благодарам, председателе. И јас во интерес на граѓаните
Би сакала до градоначалникот едно прашање во врска со ново отворениот центар за лица со проблеми во видот, кој што беше поддржан од општината и проектот УСАИД. Во интерес на граѓаните, бидејќи тогаш беше кажано како и на кој начин ќе функционира, меѓутоа дали е бројката ограничена и каде можат да се информираат детално кои можат да бидат корисници на услугите од тој дневен центар. Благодарам. Може и писмено, меѓутоа подетално. Благодарам. Коруновски. Благодарам, председатели. Ја во интерес на граѓаните, кои што ги застапуваме во Советот на општина Велес, ќе поставам прашање од интерес за граѓаните. Почитувам градоначалник, се работи конкретно од реализација на програмата за управување со градажно земјиште за 2016 година во делот на изградба и реконструкција на системи за водоснабдување, односно 12 проекти кои што беа наведени во програмата, кои што ќе се финансираат преку Министерството за транспорт и врски во рамки на проектот водоснабдување и одведување на отпадни води. Имаме улици во градот кои што се дел од овој проект преку 12 посебни зафати. Имам информации, граѓаните прашуваат колку од овие 12 проекти конкретно во која фаза од постапката се и кога се очекува да започне реконструкцијата на водоводните линии на пред се на градските улици кои што се наведени. Ако може писмено за тоа. Благодарам, Коруновски. Делиманчева Андреева. Благодарам, Галева. Благодарам. Повелете, Димески. Благодарам, председателе. Имам две прашања. Првото е кога би можело да се наместат корпи за отпадоци во паркот пред општинската зграда. Бидејќи тоа е во интерес на сите граѓани кои што живеат во општина Велес. И второто прашање е околу поставување на летниковец на улица Белградска 2. Има и барање поднесено од граѓаните кои што живеат на таа улица. Бидејќи тоа барање е поднесено од сите граѓани без разлика на партиската припадност, а ние сме тука да ги застапуваме барањата на граѓаните. Политичката ситуација е таква каква што е, но граѓаните гласале членови на Совет за да ги застапуваат нивните барања и нивните интереси, како што има и закажано седница во општина Струмица. Не знам, ако имаат таков став, не знам зашто ја свикале седницата да се одржи утре во ваква ситуација или тогаш доаѓа во знак прашање друга ситуација, каде што има градоначалник од нивна страна да си се одржуваат седници, а каде што нема да се однесуваат на ваков начин како што денес беше презентиран. Благодарам. Јас ќе ве замолам само и вие да се држите до процедурата во делот советнички прашања, да не коментирате политички ставови, да поставите советнички прашања, понатаму во дискусијата по останатите точки, исто движејќи се во рамките на процедурата. Писмено побаравте, така? Чуповска Ристова, повелете. Благодарам, председателе. Имам две прашања. Се однесуваат за делот на улицата Рилски конгрес. Првото прашање, господине градоначалник, е конкретно ме интересира кога се планира реконструкција на водоводна линија и на улицата Рилски конгрес, односно од втор болнички дол до крај што се спојува со улица Тодор Јанев. Тоа е прво, бидејќи тоа е поврзано прашање што колегата Коруновски што го постави. Докаде е изработката на проектите и кога се планира реконструкцијата, прво на водоводната линија, потоа нели на патот. И второто прашање, докаде е процедурата за отварање на влез, односно од Рилски конгрес кон болницата. Ме молам за, може тоа и усмено да ми го одговорите. Првото писмо. Градоначалник, второ ќе биде усмено или? Сега може почитувам председателе, значи ние сме при крај со утврдувањето на каде ќе биде патеката и овие 10 дена 15 ќе биде истрасирање. Сакаме и да поплочиме до кругот на болница и ќе ја пуштиме во употреба. Благодарам, Стојанова.
Значи јас имам едно прашање, се однесува истово е поставено 14 домаќинства кои што живеат на улицата Прокор Пчински од број 15 до број 41. Сите домаќинства имаат проблеми со појава на некои дали се подземни води или е некој друг проблем, значи проблемот е токму за изнесување и за решавање. Истиот е веќе претходно поставен пред некоја година, дали една година или две, има примерот си земено дервен, па поради со оглед на ситуацијава која што стои со проблематикава, би сакала написмено да се види до кај е стасана процедурата и што може да се направи за санирање на овој проблем. Од долна страна ли се ти? Молим? Од долна страна ли се? Од 15 до 41. Благодарам. Написмено, значи. Благодарам. Димов, повелете. Благодарам, председателе. Јас ќе искористам правото на моите сограѓани, за што ме бирали за тоа и да зборувам. Значи, ќе прашам градоначалникот дали може да се бетонира улицата Ѓорги Димитров од број 1 до 48, бидејќи е со дупки целата циментото ископано и жителите бараат да се бетонира. Тоа е едното прашање. А второто прашање е повеќе пати поставувано и секогаш кога ќе поминам кај Четкушева чешма или кај Јаворот, гледам многу луѓе седат по лесвици, по скали таму, бараат таа една стара барака што има до Јаворот, да се дислоцира, да се изциментира местото и да се стават клупи. Бидејќи таму нема простор за летниковец, да се стават клупи каде би можело луѓето да си седат навечер. Тоа е на Ордан Джинов. А тие Благодарам. Што ќе бидат наместени, што ќе пратат? Благодарам. Ахмедов, повелете вашите две прашања. Писмено рековте Димов, така? Благодарам, председателе. Господин градоначалник, во интерес на граѓаните ќе поставам две советнички прашања. Граѓаните од местната урбана заедница Родна Ивева прашуваат кога и каде ќе се гради пешачкиот мост преку реката Вардар што ќе поврзува оваа населба. Исто така, пазарџиите прашуваат дали и кога ќе се покрива пазарот, градскиот пазар. Писмо. Добро, благодарам. Катранџиев, повелете вашите две прашања. И благодарам, председателе. Во интерес на граѓаните и во интерес на помладата популација, ја би поставил две советнички прашања. Првото советничко прашање би го возобновил. Значи, мислам дека го имам и претходно поставена, но еве сега уште еднаш, а тоа се работи за изградба на игралиште за баскет во населбата Тунел, односно поточно кажано над зградите кај Сивдом. Значи, еднаш веќе мислам дека го имам поставено како прашање, но еве уште еднаш би сакал да го покренам истото, поради тоа што има голем број на мали дечиња кои што живеат во трите згради над Сивдом, така да би бил тоа игралиште би било од исклучителна потреба во тој дел. И второто советничко прашање кое што сакам да го поставам се однесува на цементирање, поставување на бекатон било што на улицата Павел Шатев, кое што стварно, значи, има потреба од цементирање. Ви благодарам. Толку. Благодарам. Благодарам на сите колеги за поставените прашања. Дел нешто одговори градоначалникот усмено, останатите во предвидениот рок ги очекуваме одговорите од градоначалникот и општинската администрација. Со ова е исцрпена првата точка од дневниот ред, односно советнички прашања. Преминуваме на втората точка од дневниот ред, предлог одлука за управување со отпадна електрична и електронска опрема од домаќинствата на територијата на општина Велес. На самиот почеток давам збор на предлагачот на точката, градоначалникот или од негова страна овластена и господја Билјана Шуркова-Манаскова, инспектор советник во општина Велес. Повелете дали би имале нешто како вовед во оваа точка до објаснување покрај писмено изготвениот материјал доставен до советниците.
почитуван председателе, почитувани советници, значи се е во одлуката, ако има потреба од некакво образложение, тука сме да образложиме. Благодарам. Точката беше на дневен ред на Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина. Димов, како председател на оваа комисија, повелете, споделете ги заклучоците од вашата расправа. Благодарам председателе. Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина на својата седница и разгледа предлог одлуката за управување со отпадна електрична и електронска опрема од домаќинствата на територија на општина Велес и со 3 гласа за и 2 воздржани предлага на Советот да усвои. Благодарам. Благодарам. Отварам расправа. Дали некој се јавува за збор? Не. Ја затварам расправата и втората точка, предлог одлука за управување со отпадна електрична и електронска опрема од домаќинствата на територијата на општина Велес. Ја ставам на гласање. Присутни 19 членови на Советот. Кој е за? 12. Против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 12 гласа за, Советот на општина Велес ја донесе одлуката за управување со отпадна електрична и електронска опрема од домаќинствата на територијата на општина Велес. Преминуваме на третата точка од дневниот ред. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за определување на имиња на улиците во урбана единица 1, урбан блок 1, Езеро Младост во катастарска општина Башино село. На самиот почеток, градоначалникот или овластените од негова страна од општинската администрација, кај мене ја пишува Елизабета. Сакам да кажам дека со оваа одлука правиме само нумерирање на објектите на парцелите кои што се наоѓаат во близина на Езеро Младост и улиците кои што се таму напишани, ќе ги кажам кои се: Костадин Кирков, Димитар Нечев, овдека направена техничка грешка, потребно да биде Мечев, Милан Арсов, Илија Прличков се веќе донесени со претходна одлука на Советот од 2009 година. Че само правиме нумерирање на веќе постоечките објекти кои што се таму. Благодарам. Точката на дневен ред се најде на една комисија. Комисијата за определување на имиња на улици, плоштади и останати инфраструктурни објекти. Павлов, како председател на комисијата, ве молам вашиот заклучок по оваа точка. Благодарам, председателе. По точката предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за определување на имиња на улици во УЕ1, УБ1, Езеро Младост, во катастарска општина Башино село, подаденото објаснување од стручните служби, членовите на комисијата со 5 гласа за му предлагаат на Советот на општина Велес да ја разгледа и вака донесе предложената одлука. Благодарам. Отварам расправа. Дали некој се јавува за збор? Не. Ја затварам расправата. И третата точка, предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за определување на имиња на улиците во урбана единица 1, урбан блок 1, Езеро Младост, во катастарска општина Башино село. Ја ставам на гласање 19 присутни членови на Советот. Кој е за? 12 гласа за. Против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 12 гласа за, Советот на општина Велес ја донесе одлуката за изменување и дополнување на одлуката за определување на имиња на улиците во урбана единица 1, урбан блок 1, Езеро Младост, во катастарска општина Башино село. Преминуваме на четвртата точка од дневниот ред. Предлог план за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи. Овластен покрај градоначалникот за оваа точка е Диме Трајковски, самостоен референт. На самиот почеток повелете дали би имале нешто како до објаснување или вовед во точката од дневниот ред? Повелете градоначалник. Председателе, нема што да се додаде, материјалот ви е доставен, знаете дека еднаш беше вратен на дополнување, се направија корекциите што беа неминовни со оглед на времињата што се изменети некои податоци, така да доколку има некои прашања, тука е изготвувачот. Голема благодарност до господинот Грков за сето оноа што го направи. Што ќе има да праша да ќе одговори. Благодарам. Благодарам. Точката се најде на дневен ред на две комисии. Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина е една од нив. Димов, како председател на оваа комисија, повелете извештајот. Благодарам, председателе. Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина на својата седница
го разгледа предлог планот за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи и со 5 гласа за му предлага на Советот да го усвои. Благодарам. Точката беше и на Комисијата за статут и прописи. Најдова како председател на комисијата е отсутна. Заменикот председател Павлов ќе ве замолам за извештајот од работата на комисијата. Благодарам, председателе. Комисијата за статут и прописи со 3 гласа за му предлага на Советот да ја разгледа и усвои вака предложениот план. Благодарам. Отварам расправа по точката. Дали некој се јава за збор? Не. Ја затварам расправата. И четвртата точка, предлог план за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи, ја ставам на гласање. 20 присутни. Кој е за? 12 гласа за. Против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 12 гласа за Советот на општина Велес го донесе планот за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи. Преминуваме на петата точка од дневниот ред. Предлог програма за енергетска ефикасност за период 2016-2018 година. Покрај градоначалникот, овластен од негова страна за оваа точка е господинот Александар Анастасов, советник во општина Велес. На самиот почеток, дали би имале нешто како дополнително појаснување или вовед во расправата? Не, дадено е се во образложението. Ако има некој нешто да праша, слободно може да праша. Благодарам. Точката беше на дневен ред на Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој. Чуповска Ристова како председател на комисијата, ве молам извештајот за вашата работа. Благодарам, председателе, почитуван градоначалник, почитувани колеги. Поднос на предлог програмата за енергетска ефикасност за периодот 2016-2018, комисијата се изјасни едногласно со 5 гласа за, има предлога на Советот истата да усвои. Благодарам. Благодарам. Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина исто така разгледуваше оваа точка од дневниот ред. Димов, повелете како председател на оваа комисија вашите заклучоци. Благодарам, председателе. Комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животна средина ја разгледа предлог програмата за енергетска ефикасност за периодот 2016-2018 година и со 5 гласа за му предлага на Советот да усвои. Благодарам. Благодарам. Отварам расправа, дали некој се јава за збор? Не, ја затварам расправата и точката ја ставам на гласање. 20 присутни, кој е за? 12 гласа за, против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека со 12 гласа за Советот на општина Велес ја донесе програмата за енергетска ефикасност за период 2016-2018 година. Павлов, повелете процедурално. Благодарам, председателе. Барам пауза од 10 минути. Благодарам. Пауза 10 минути. Почитувани колеги, продолжуваме со шестата точка од дневниот ред. Предлог решение за давање согласност на статутарна одлука за дополнување на статутот на јавното комунално предпријатие Дервен Велес. На самиот почеток, директорот на јавното комунално предпријатие, господинот Цековски, повелете, би имале ли вие нешто околу ова како вовед? Доставиме ние до Советот писмено образложение, зашто го бараме тоа и мислам дека се опишано и напишано секако што треба. За дополнување на работата треба за да се добие дозвола за работа од Министерството за транспорт и врски и за животна средина треба да се дополниме статутот некои точки, наведени се обновување на посебен издвоени материјали и трговија на големо со отпадоци и остатоци. Благодарам. Точката беше на дневен ред на Комисијата за статут и прописи. Најдова, повелете како председател на комисијата вашиот заклучок за оваа точка. Благодарам, председателя. Комисијата за статут и прописи го разгледа предлог решението за давање согласност на статутарна одлука за дополнување на статутот на јавното комунално предпријатие Дервен Велес и членовите на комисијата со 3 гласа за му предлагаат на Советот да го донесе вака предложеното решение. Благодарам, отварам расправа, дали некој се јава за збор? Не, ја затварам расправата и шестата точка,
предлог решение за давање согласност на статутарна одлука за дополнување на статутот на јавното комунално предпријатие Дервен Велес, ја ставам на гласање. Присутни 22 членови на Советот. Кој е за? 12 гласа, односно се иземаат. Колку се иземаат тај на почетокот гласање? 2. Тука кој се иземаше? 1, така? 3. Да, добро, од присутните, значи тројца се иземаат од гласање. Кој е за? 10. Против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека Советот го донесе решението за давање согласност на статутарна одлука за дополнување на статутот на јавното комунално предпријатие Дервен Велес. Благодарам за учеството во работата на директорот на јавното комунално предпријатие. Преминуваме на седмата и последна точка од дневниот ред за денешната 51 седница. Информација за работата на полициската станица Велес за 2015 година. Командирот на полициската станица, господинот Ѓуров, е присутен во зградата на општина Велес. Повикувам да влезе во салата на Советот. Добар ден. Повелете, командире, дали вие би имале нешто како вовет или дополнително покрај писмениот материјал кој што е доставен до советниците? Благодарам, председателе. Освен тоа што е во информацијата, немам дополнително што да кажам, освен ако нема некој што да ме праша. Благодарам. Точката ја разгледуваат две комисии, Комисијата за обштествени дејности во отсуство на председателот на комисијата доктор Јовик, заменик председателот на комисијата Делиманчева Андреева. Повелете извештај за вашата работа за оваа точка. Членовите на Комисијата за обштествени дејности ја разгледа информацијата за работата на полициската станица Велес за 2015 година и му предлагаат на Советот да ја разгледа. Благодарам. Точката ја разгледуваше и Комисијата за статут и прописи. Најдова, како председател на комисијата, ве молам вашиот извештај. Благодарам. Комисијата за статут и прописи ја разгледа информацијата за работа на полициската станица Велес за 2015 година и членовите на комисијата му предлагаат на Советот истата да ја разгледа. Благодарам. Отварам расправа, дали некој се јавил за збор? Не, ја затварам расправата и констатирам дека Советот на општина Велес ја разгледа информацијата за работа на полициската станица Велес за 2015 година. Благодарам за учеството во работата на Советот и на командирот на полициската станица Велес. Со ова е исцрпен дневниот ред за 51-та седница на Советот на општина Велес. Благодарам за учеството во работата на Советот на сите членови на Советот. Благодарам на градоначалникот за неговото учество во работата на Советот и на членовите на општинската администрација. Затварам 51-та седница.